Беше тоа на 22 октомври 1887 година, кога во Бирото за патенти во Њујорк Никола Тесла ги пријави своите 6 изуми: асинхрон мотор, обратно магнетно поле, повеќе фазна наизменична струја, начин на изработка на мотор за повеќе фазна струја, генератор и трансформатор. Изумите во 1888 година ги откупила фирмата Westinghouse, а нивните примени ги покажала на светската изложба во Чикаго во 1893 година. Беше тоа на 22 октомври 1962 година, кога председателот на Соединетите Американски држави, Џон Кенеди, наредил морнарицата и авиацијата на Соединетите Американски држави да ја блокираат Куба, бидејќи сметал дека во таа земја се поставени советски лансерни рампи. Така светот се нашол во најдраматичниот период по Втората светска војна, кога лесно можело да избувне нуклеарна пресметка меѓу двете суперсили, Соединетите Американски држави и Советскиот сојуз. Директната размена на пораки меѓу Кенеди и Хрушчов довела најнапред до смирување на ситуацијата, а потоа до отстранување на советските ракети во замена за ветувањето на Соединетите Американски држави дека нема да ја нападнат Куба. На 22 октомври 1924 година родена е Љубица Стојчева Георгиева, македонски партизан, учесник во Народно-ослободителната војна. Со доаѓањето на окупаторот била примена во Ској. Во 1942 година се јавува како организатор на женската младина. Истовремено му помагала на нејзиниот брат Ванчо Георгиевски Шапкаро во работата на партиската техника во која се печатале летоци, прогласи и друго, како и брошурската организација и состав на партизанските единици. Учествувала во сите борби против балистичките банди и германците, се истакнула со дисциплинираност и храброст. Со упорно учење успеала да ги совлада потребните знаења за да стане квалификувана болничарка. По тешките борби за ослободување на Марино, кој неколку пати преминал од едни раце во други, не сакала да се повлече и да ги остави ранетите соборци, па така на 28 април 1945 година, како храбра болничарка, загинала скопјанката Љубица. На 22 октомври 1952 година роден е Милош Коџоман, македонски сликар, припадник на новата генерација уметници што се појавиле во почетокот на 70-тите години на минатиот век. Неговите уметнички проекти ги обележуваат првите прогресивни манифестации, како што се перформансот и инсталацијата. Има реализирано над 20 самостојни изложби низ Македонија и во многу светски центри, како Виена, Париз, Њујорк и други, а учесник е и на повеќе групни изложби. Добитник е на повеќе престижни награди и признанија, а во 2008 година и највисокото државно признание, наградата 23 октомври, за долгогодишни остварувања во областа на културата и уметноста на Македонија. Бил член на Друштвото на ликовните уметници на Македонија од 1973 година. Починал на 21 ноември 2014 година во Скопје. Беше тоа на 22 октомври 1964 година, кога во Шибеник е роден Дражен Петровиќ, еден од најдобрите кошаркари на сите времиња. Поранешниот репрезентативец на Југославија и Хрватска загина во сообраќај на несреќа во Германија на 7 јуни 1993 година. Тогаш хрватскиот кошаркарски великан имаше 28 години. Кошаркарскиот Моцарт, кратката, но импресивна кариера ја почна во Шибенка, па премина во Цибона, продолжи во Реал Мадрид, од каде отиде во НБА во тимот на Портланд. Последен негов клуб беше Њу Џерси. Петровиќ освои многу медали во репрезентативните и клупските надпреварувања. Беше тоа на 22 октомври 1990 година, кога е роден Кире Ристевски, македонски фудбалер. Тој го направил своето меѓународно деби за Македонија на 5 март 2014 година, играјќи ги последните 13 минути од пријателската средба со Летонија во Скопје, во која Македонија победи со 2:1. Од април 2020 година тој има стекнато вкупно 38 надпревари
без постигнати улови.